Известување со пласирање на факти наспроти полуинформации кои создаваат несигурност кај читателите. Во случај на пандемија, новинарот треба да се огради од создавање страф и несигурност кај граѓаните и неговиот начин на информирање треба да биде ослободен од сензационализам. Овој подкаст е во функција да ја разоткриеме дезинформацијата и полуинформацијата и да ги посочиме фактите. Една од актуелните теми е предлогот за воведување на ковид пасоши. Во текстот кој е наша цел за рецензија, новинарот прашува и констатира: ќе останат ли македонските граѓани изолирани додека Европа се имунизира и се прават подготовки како да им се олесни напатувањата на европјаните? Македонија само чека. Детектиравме дезинформација токму во зборот изолирани, бидејќи граѓаните на нашата земја можат да патуваат во други земји со задолжително приложување на ПЦР тест, освен во земјите каде што нашата земја е на листата земја со висок ризик. Фактот го подкрепуваме и со информации кои се наоѓаат на веб страницата на Министерството за надворешни работи, каде јасно е наведено дека македонските граѓани може да престојуваат или транзитираат, но по посебни ковид протоколи. Исто така ковид пасошите се уште немаат дата на нивно воведување, бидејќи тоа се уште е предлог. Но новинарски текст каде насловот е "Ковид пасошите ќе станат реалност побрзо од што мислиме", Европската комисија веќе има датум. Е всушност текст каде освен зборот датум никаде во текстот не е конкретно наведена датата, односно денот. Се до крајот на текстот читателот е во неизвестност за датумот од кога ковид пасошите ќе станат реалност, за да на крајот сватат дека всушност конкретен датум нема. Читателите на овој начин се намамени да кликнат на самата информација, која во овој период, кога патувањата се забранети, може да предизвика надеж и очекување кај читателот. Според тоа, авторите на овие текстови пласираат дезинформации или полуинформации, бидејќи ниту се затворени границите на Европската унија за македонски државјани, ниту Европската унија донела дефинитивна одлука со датум од кога се воведуваат дигитални вакцинални пасоши.